Денес православната црква ги празнува свештеномаченикот Евтихи, светиот маченик Татион, светата маченичка Сира, преподобниот Арсений Комелски и светиот Георги Лимниот Езерски. Свештеномаченикот Евтихи, еден од помалите апостоли родом од Севастопол, ученик и поддржувач на апостолите Јован Богослов и на Павле. Иако не е вброен во 70 апостоли, сепак се нарекува апостол поради што им бил ученик на големите апостоли и заради тоа што во евангелската служба покажал вистинска апостолска ревност. Посветен за епископ, мисионер, светиот Евтихи патувал многу, имајќи ангел за сопатник. Во самицата добивал небесен леп од ангелите. Кога телото му било стружено со запчесто железо, од него течела крв со необичен благопријатен мирис. Бил фрлан во оган и пред зверови и најпосле бил исечен со меч во Севастопол. Поуки од светите отци. Според светот што го носи во себе, човекот суди за светот околу себе. Свети Јустин Келиски. Светиот маченик Татион, по потекло од Мантинеја, близу до Клавдиопол во Витинија. Пострадал во времето на Диоклецијан. По големите мачења бил жив закопан во земјата и така му ја предал својата света душа на Бога. Поуки од светите отци. Кој не сака самиот да се смири, ќе го смири животот, но животот и нема баш пријатни методи за тоа. Патријарх српски Павле. Светата маченичка Сира била роднина на светата Марија Голиндуха, персијанка од градот Хирхаселвкос и ќерка на големиот гатач Огненопоклонички. Воспитана во незнабоштво, девицата Сира дознала за Христа од некои бедни жени христијанки и нејзиното младо срце се разгорело со љубов кон Господа. Во некоја своја болест, додека уште не била крстена, таа побарала прав од црквата од христијанскиот свештеник, но свештеникот како некрстена ја одбил. Тогаш таа со голема вера се допрела до свештеничките одежди и оздравела. Тоа чудно исцеление уште повеќе ја утврдило во верата Христова. Но незиниот бездушен татко ја предал на тешки измачувања, при што таа добивала охрабрување и утеха од небесни виденија. Била насилно удавена со јаже и потопена во вода. Во 558 година во времето на персискиот цар Хозрој, а во својата 18-та година од животот. И така, оваа света девица славно го завршила својот овоземен пат и се преселила во небесните ангелски населби. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната.
Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Преподобниот Арсени Комелски. Родум од Москва, од голем род. Како момче примил монаштво во манастирот на светиот Сергеј Радонешски. Како примерен монах бил избран за игумен, но тој тежнел за молитвена самотија и се оддалечил во Комелската шума, каде што до смртта се подвизувал, борејќи се храбро со големите демонски искушенија. Се упокоил во Господа во 1550 година. Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф Исихаст. Светиот Георги Лимниот Езерски. Исповедник, голем олимписки подвижник. Пострадал на возраст од 95 години во времето на иконоборството во 716 година. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Tebe